Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Орце Ѓорѓиевски ја презеде функцијата, од денески официјално е градоначалник на град Скопје, а вечерва организира акција за чистење на градот. Катерина Нешкова во овие вести. Кате, блокиран сообраќај околу Борис Трајковски, огромен број на возила, што треба да се очекува во следните 72 часа? Така е, Маријан, почна генералката, ако можам така да кажам, за чистење на град Скопје. Само неколку часа откако Ѓорѓиевски ја презеде функцијата од неговата предходничка и седна на градоначалничката фотелја, организираше состаноци за да ја организира ова акција, како што вели, за чистење на градот, и тоа со празење на континерите, со чистење на тревниците, тука и кеот на Вардар, плоштадот Македонија. Ангажирани се повеќе од 800 работници кои што ќе работат вечерва на чистењето на градот. Дел од нив се вработени во комунална хигиена, но на доброволна база се повикани и ангажирани и лица кои што претходно работеле во ова предпријатие или пак изразиле желба да помогнат. Исто така се ангажирани и над 100 возила, од кои 40 и нешто се всушност возила на самата комунална хигиена. Дополнително од оние 16 кои што биле оперативни во понеделникот, поправени се уште 30 камиони за чистење и сега и вечерва ќе се најдат на скопските улици. Орце Ѓорѓиевски информираше и за една друга акција која што ја спровел попладнево, а тоа е дека го раскинал договорот на 371 лице кое што биле ангажирани во јавните комунални предпријатија во градот Скопје, но кои со месеци не оделена работа, а обзнани и можни финансиски малверзации со предпријатијата. Во продолжение првата градоначалничка изјава на Ѓорѓиевски. Како што и најавивме, така етапно влегуваме во фаза на реализација на сето на што го ветувавме уште во кампањата. Најпрво денеска беа отстранети рампите и градот е слободен за сите граѓани, вклучувајќи ги и медиумите. Најавивме дека ќе започнеме со масовна акција за чистење на главниот град и како што може да забележите на локацијата каде што денес се наоѓаме на паркингот пред спортската сала Борис Трајковски, има над 100 возила кои што се оперативни за да во наредните 72 часа го изчистиме онака како што заслужува да биде чист нашиот главен град. Дополнително има и 800 и повеќе од 800 лица кои што се вклучени оперативно во оваа активност. Акцијата ќе трае, како што споменав, наредните 72 часа и ефектот ќе може да го почувствуваат сите скопјани од истото. Инаку сакам и јавноста дополнително да ја информирам, пред да се заблагодарам и на моите колеги денеска градоначалници кои што се приклучија нормално во ова спроведување на оваа наша активност, дека до сега во моментов одстранети од работа од јавните предпријатија се вкупно 371 лице кое што или не оделе на работа, а земале плата, или пак вршеле злоупотреба на своето работно место, а сето тоа го плаќале граѓаните. Тие активности и проверки ќе продолжат и во наредните денови, за сето тоа ќе бидете информирани. Дополнително има една информација која што стигна денеска до мене, подкрепена секако со документи, а повикувам вечерва да надлежните институции постапуваат, а тоа е дека биле ангажирани возила изминатиот период за чистење во комунална хигиена и истите возила се плаќани на име на физички лица кои што земале интелектуални услуги во износ од 5 до 10.000 евра. Така, ова беше изјавата на Ѓорѓиевски. Тој обзнани и дека во моментов сите јавни предпријатија биле во долг, со тоа што вработените во нив земале плата, освен едно јавно комунално предпријатие за кое што во наредните денови ќе се изнајде решение, тоа е Паркови и Зеленило. Исто така најави дека утре има и состанок со приватните превозници, веднаш во јавниот превоз на градот да бидат вклучени и 60 дополнителни
и автобуси од страна на приватните превозници кои ќе добијат лиценца. Ѓоргиевски тука не беше сам, беше заедно со сите останати градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди, кои што од скопски градоначалници кои што ги освоија мандатите како една поддршка, бидејќи дел од нив и отстапиле дел од овие возила кои што, како што може да се види зад мене, веќе тргнуваат во чистењето, а тука беше и премиерот Мицкоски кој рече дека ќе му даде една поддршка на градоначалникот во спроведувањето на ваквата акција. Како што кажав, камионите веќе се движат од тука, дел од нив ќе заминат во сите населби низ Скопје, а дел ќе се пренасочат и кон Жена парк, односно паркот Жена Борец во центарот на градот, плоштадот Македонија, за да го извршат генерално чистење на овој дел од централното подрачје. Благодарам Катерина Лешкова од првата најава на новиот градоначалник за чистење на градот. Локалните избори носат промени во владиниот кабинет. Премиерот потврди дека Беким Сали ќе биде нов вице-премиер, но кој се ќе влезе во реконструкцијата на владиниот кабинет ќе се знае по партискиот конгрес на ВМРО ДПМН во декември. Владината реконструкција ќе почека до декември, но Вреди нема да добие министер плюс по оставката на Меджити, потврди премиерот. По партискиот конгрес на ВМРО ДПМН ќе се интензивираат разговорите за кадровски измени, но дотогаш ќе ги чека предлозите за испразнетите места. За Беким Сали, кого Вреди веќе го потврди како име за вице-премиерското место на место Меджити, Мицкоски вели имал високо мислење. Дали ќе има смени во повеќе ресори и дали е незадоволен од работата на некој министер, за сега не открива. Тоа не значи дека ќе има ресор повеќе. Тоа си е одлука на нашиот коалиционен партнер. Јас имам високо мислење за Беким Сали. Апсолутно, тука не треба да имаме никаква дилема. Но тоа не значи дека ќе има место повеќе во владениот кабинет. Подготвен со секого да разговарам, апсолутно, тука нема никаква дилема во рамките на коалицијата. Но се разбира, мандатар сум јас на таа влада. Така што нормално е дека последниот збор како мандатар на владата ќе го имам јас. Но реконструкција на влада не се прави само за да се реконструира владата. И да кажеме, еве реконструиравме владата. Пред било кој потек да се повлече, треба добро да се размисли дали тоа ново кадровско решение кое што би дошло ќе биде подобро од претходното. По информациите во јавноста дека едно од имињата кое ќе биде дел од реконструкцијата е министерката за образование, Јаневска вели дека одлуките ги носи премиерот, а така ги почитува какви и да се. Полно негово право, заедно со органите на партијата, да одлучува кого ќе предложи како влада или кого ќе предложи како министер пред парламентот. Секоја негова одлука апсолутно ќе ја испочитувам. Мицкоски не сакаше да ги коментира ниту шпекулациите дека од правда заминува министерот од ЗНАМ Филков. Партискиот лидер пак на движењето Димитриевски за сител негираше дека има разговори за менување на министрите од нивните редови. Вели легитимно е премиерот да дава предлози за реконструкција, но досега преговори немало. Ивана Соколович, најдова, Сител телевизија. А во владата попладнево, евроамбасадорот Рокас му го предаде извештајот за напредокот на Македонија на премиерот Мицкоски. Повеќе од час и половина разговараа зад затворени врати пред да се појават по прес-салата, од каде заеднички испратија порака дека има одреден напредок. Но и многу работа. Шефот на делегацијата на Европската Унија побара забрзани реформи и пред се уставни измени. Пред пладнево Мицкоски имаше друг став дека земјата е многу понапред од Албанија, а ако ги направи уставните измени, ќе добие петка од Брисел. Постигнат е одреден напредок во однос на претходната година, но и натаму останува многу работа. Евроамбасадорот попладнево во владата лично на премиерот му го презентираше европскиот извештај за напредокот на Македонија. Нема напредок во однос на судските реформи и борбата против корупција. Ова останува од суштинско значење да се направи. Ова не се само одредници, туку тоа се темел за довербата на граѓаните и за европската иднина на државата. Трета година поред во оваа област немаме значителен напредок.
Рокас уште еднаш повтори дека во актуелниот геополитички контекст Македонија треба да го искористи моментумот и преку забрзување на реформите да го обезбеди своето место во Европската Унија. Премиерот вели дека владата е свесна за предизвиците со кои се соочува Македонија и дека токму тие ќе бидат на врвот на реформската агенда за која најави нова динамика. Ова влада не само што е свесна за тие предизвици, туку веќе работи на нивно надминување. Поставени се нови приоритети за реформа на судството, за зголемување на одговорноста и за воспоставување на јасни критериуми за оценување на суди и јавни обвинители. Во делот на антикорупцијата, процесот на целосна дигитализација на јавните набавки и на транспарентноста на буџетските расходи ќе продолжи во 2026 година. Во однос на јавната администрација, владата е решена да го прекине долгогодишниот модел на партизација и да воспостави систем во кој компетенцијата и професионалноста ќе бидат единствени критериуми за напредување. Сепак клучен проблем остануваат уставните измени, а Мицкоски попладнево коментираше дека без нив извештајот за Македонија ќе имал сосема друг наратив. Па видете да ги направиме уставните измени, најдобре ќе бидеме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Во делот на односите со Бугарија, државниот врв веќе најави дека кон крајот на годината се очекува нов обид да се направи некаков напредок. Информација која шефот на дипломатијата Муцунски ја потврди вчера во тема на денот, без да открие повеќе детали. Александар Спасовски, Сител телевизија. Министерот за транспорт Александар Николовски и неговиот бугарски колега Караджов ставија подпис на договорот за заеднички меѓуграничен тунел на пругата од коридорот 8. Двајцата веруваат дека парите се обезбедени, а реализацијата на овој историски проект доби нови рокови. Буџетот за изведба на пругата од Куманово до границата ќе биде околу 810 милиони евра, од кои што 200 милиони евра се грант од Европската Унија, за што сакам да се заблагодарам. Поделбата е следна: од Куманово до Белјаковце чинеше 79 милиони евра, од Белјаковце до Крива Паланка треба да чини 155 милиони евра, ако останеме во овој буџет. Од Крива Паланка до границата е 455 милиони евра и дополнително на тоа имаме некаде околу 110 милиони евра за целиот потек кој што оди од Куманово до границата за сигнализација и електрификација, кои што одат на крај со цел кога ќе се заврши целиот коридор да имаме најмодерна сигнализација. Имаме одвоени средства за транспортна поврзаност и се што ќе недостига таму ќе биде дадено од нашиот национален буџет. Без да имам прецизна бројка, бидејќи не се завршени сите понуди, над 1.200 милиони евра ќе кошта ова целата инвестиција. За примање подкуп од 1000 евра попладнево е приведен директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, кадар на ВМРО ДПМН. Во речиси идентично соопштение, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција и МВР потврдува дека се спроведува голема акција. Под раководство на јавен обвинител од ОЈО-ГОК, во моментов истражители од Истражниот центар и единиците на МВР вршат претреси на повеќе локации низ државава поради основано сомнение за сторени кривични дела од коруптивна природа, велат од ОЈО-ГОК. Повеќе детали за случајот обвинителството и МВР најавуваат за утре, откако ќе завршат со постапките на терен. Може би си одат со малку знаење, но голем дел од учениците се подготвени за физички пресматки кога одат на училиште. Истражувањето на Институтот за човекови права покажало дека речиси сите средношколци во своите ранци носат ножеви боксирачи за самоодбрана. Изминативе 5 години врсничкото насилство забрзано расте.
Речи си сите средношколци во своите ранци носат ножиња и боксирачи за самоодбрана. Ова го покажале истражувањата и разговорите со учениците од страна на Институтот за човекови права. Наставниците не смеат да им ги проверуваат ранците на учениците без присуство на родител или полиција. Врсничкото насилство рапидно се зголемува изминативе 5 години, булингот внатре во училиштата, физичкото малтретирање меѓутоа не изостанува и се поактуелното онлайн насилство на социјалните мрежи. Институтот утврдил и дека се развива и врсничкото насилство по етничка линија. Различниот став помеѓу наставниците и учениците. Ако учениците и од сите етнички заедници потврдија дека врсничкото насилство е во основа на социјалните мрежи, не толку во училиштата, наставниците пак, посебно од македонската и од останатите етнички заедници, кажа дека поголем процент, тоест по основ за врсничко насилство е етничката припадност. Причините за врсничкото насилство се различни, од социјален статус па се до трендови на социјалните мрежи, вели директорот на Агенцијата за остварување на права на заедниците. Социјалниот статус, етничката припадност, лошото воспитание од дома, воспитување, имаме доста, за жал, по однос на новите технологии, социјални мрежи, и тоа многу допринесува до врсничко насилство, посебно TikTok. Покрај постоечките мерки во училиштата, потребно е разговор со децата од страна на родителите, да се зголеми довербата меѓу наставниците и учениците, но и да се разговара со педагозите и психолозите во училиштата. Да им се посочи на децата дека доколку физички се пресметуваат над 14 години, може и кривично да одговараат. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Тука е крајот на овие вести. Следните се во 23. Имајте пријатна вечер.